Во населеното место Грчец, општина Сарај, гласањето било прекинато, па продолжило отколку на самото место човек се заканувал на присутните. Имаше информации дека наводно фалат в гласачки ливчиња, но ова го демантираа од Државната изборна комисија. Оттаму вела дека гласањето продолжило по кратката пауза. Извршена е проверка, значи баш како што кажавте, наводно е така, значи не фалат ливчињата, извршен е прекин на процесот на гласање, после констатираната состојба, записнички е констатиран така наречениот инцидент. Имало едно лице кое што се заканувало, лицето е од страната од гласачкото место и процесот соодветно на процедурите е продолжен. Министерството за внатрешни работи регистрираше и повеќе инциденти на гласачкото место во основното училиште Лазо Ангеловски во Скопје. 22 годишни го нарушил јавниот ред и мир со тоа што навредува граѓани и физички нападнал полициски службеници, пошто бил приведен. Обвинителството кривично ќе го гони. Очекуваме во текот на денот секторот за внатрешни работи пропратната документација и кривичната пријава да ги достави до основната јавна обвинителство, за да можеме ние како обвинителство да постапуваме и најверојатно лицето ќе биде гонето за сторено кривично дело. Од обвинителство вела дека имаат сознание за инцидент во Радовиш, каде едно лице фрлало летоци. До обвинителството стигнала и пријава од Штип за фотографирање на лица кои гласале. Спред информациите оттаму, граѓаните биле фотографирани по излегување од избирачките места, а досега пристигнале 10 пријави за нарушување на избирачкото право. Полицијата регистрирала и дека 80 годишен маж од Зубовца Гостивар пријавил дека бил навредуван во врска со референдумот од страна на 64 годишна соселанка која е повикана на информативен разговор. Во Струга, од зграда во близина на избирачкото место во основното училиште Браќа Миладиновци, пријавено е фотографирање со мобилен телефон од тераса. На гласачкото место во основното училиште Ванчо Праке во Штип, човек пријавил дека при доставана храна на избирачкиот одбор бил фотографиран и навредуван, а сторителот на овој инцидент е повикан на разговор во полиција. Било какво однесување спротивно на законите, МВР енергично ќе го санкционира. Се со цел да обезбедиме демократска атмосфера и гласањето да заврши во најдобар тек. На избирачкото место број 2539 во основното училиште Njegos во Колунија пријавено е дека еден гласач го фотографирал своето гласачко ливче, пошто МВР го привело истиот и работи на расчистување. И во СВР Титово, наблюдувач од невладина организација, пријавил дека наспроти основното училиште Гоце Делче во Гостивар, повеќе лица вршеле неовластено снимање и фотографирање на гласачи. За настанот известен е јавен обвинител, а 2 лица се приведени во врска со овој случај. На гласачкото место 852 во Кучани пријавено е дека едно лице навредувало гласач кој излегувал на гласање, па повикане во полиција на разговор. Во СВР Скопје било пријавено дека на гласачко место во село Визбегово семејство дошло на гласање со нивниот малолетен син кој фотографирал во просторијата. Лице од Бравеница пријавило дека кога одело на гласање со неговата сопруга, непознато лице им упатил навредливи зборови. Во училиштето Братство во Скопје, заменик член на избирачки одбор омаловажувал полициски службеник. Во СВР Струмица било пријавено дека во близина на училиштето Кирил и Методи во Радовишкото село Раовица се пронајдени летоци со содржина поврзана со референдумот. Во дворот на основното училиште Живко Брајковски, двајца мажи кои имале бечно наблюдувач го нарушувале јавниот ред и мир со меѓусебно карање, викање и непристојно однесување. По преземените мерки, лицата биле приведени во полициската станица Чаир и се работи на расчистување на случајот.